Со представувањето на својот втор електричен модел, Volvo го најави доаѓањето на нова ера за компанијата во која сите нејзини возила ќе се движат на струја. Тоа ќе започне да се спроведува од 2025-та, до кога половината од продажбата треба да бидат електрични возила, за да до 2030-та сите бидат такви, ќе нема ниту хибриди. И не само тоа, значаен чекор во промената на стратегијата за настап на пазарот е што тие ќе се продаваат исклучиво преку интернет. Дилерската мрежа ќе постои, но само за давање совети на купувачите и испорака на возилата. Што се однесува до новиот електричен модел, тој како што беше најавено е купе изведба на постоечкиот XC40 Recharge. И покрај големата сличност, оригиналноста на изгледот е зачувана со спуштените линии на покривот и динамичноста на силуетата. Идентитетот на марката го дефинираат затворената маска со новите светла и изменетиот, но препознатлив заден дел. Двата електромотора, по еден за секоја оска, заеднички испорачуваат 408 конски сили, а респектабилен капацитет од 78 киловат-часа имаат и батериите, со можност за брзо полнење до 80% за 40 минути, тие обезбедуваат автономија од околу 420 км. Забрзувањето до 100 км на час трае 4,9 секунди, а најголемата брзина е ограничена на 180. Од новите технологии се среќаваат инфозабавниот систем базиран на Android и можноста за надградба на софтверот преку постојана интернет врска. Производството ќе му започне есенва во фабриката во Гент, а очекуваната цена е околу 60.000 евра. За разлика од XC40 нема да биде на располагање со класични мотори.